Може полека да отвориме и да ги видиме гостите, Јована. Чести задоволство ми е што Љубо Каравиловски е денеска заедно со нас. Еве го Љубо. Прекрасен си, Добар Љубо. ден, Прекрасен. Добро утро, тука е, добар ден. Да, прво да ви кажам освен колку што изгледа прекрасно, расно, како што треба, нели? Е многу мирен. Значи, неверојатно колку е мирен. Ќе дознаеме повеќе информации со него Владко Каравиловски, Александар Каравиловски и Јордан Христовски, председател на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Ќе дознаеме повеќе информации од гостите, дали всушност толку една карактеристика на шарпланиците е тие да се питоми. Добро утро. Да се питоми кога се со луѓе, може би. Или како? Јордан, што е главната карактеристика на шарпланиците? Па, како што може да видите, тоа е смирено куче, секој пат е до своите собственици, до своите газди, заштитнички настроен, меѓутоа во ситуации како што е денеска, гледаме дека знае да се носи со амбиентот. Да му се допаѓа кранот, погледна кон камерата. Да, му се допаѓа. Добро, може да започнеме прво од одликувањата. Се одржа Европското првенство во Целје. Со какви одликувања се вративте? Па ние во Целје, како Кинолошки сојуз на Македонија, присуствувавме со штанд и бевме таму со единствена причина да ги представиме македонските раси, конкретно македонското овчарско куче Караман, каде што Кинолошкиот сојуз настапи во главниот ринг или во рингот каде што се одвива Бестин шоуто. Пред председателот на Словенскиот кинолошки сојуз имавме едно излегување, представување на расата со 4 кучиња од македонски одгој. Таму беше председателот на Караман клубот на Македонија. Исто така имаше многу еминентни луѓе од светската сцена. Успеавме да го представиме во највисоко светло и имаме најдобри критики. Владко и Маријан Костовски ќе ги поздравиме, кои што се борат расата Караман и Паничар да добијат признание. Ќе добијат? Без секако. Значи сега прво наша цел е Караманот да го бутнеме во тој круг на светски еминентни раси и Караманот моментално е пред самиот праг на признавање на членка на FCI како официјална раса во групата на признати расни кучиња. И оваа година имавме доста активности околу караманите. Се надеваме дека наредната година во Охрид имаме еден голем јубилеј каде што ќе бидат присутни членови од светската кинолошка сцена, Scientific Commission, научната комисија, стандард комисијата и председателот на FCI ќе бидат присутни во Охрид, каде што се надеваме дека ќе добиеме печат за признавање. Еве Јована, ексклузивно и за тебе инветивме на Маријан и на Владко Костовски дека ќе снимиме документарен филм за голготата на расата Караман од почетоците на идејата за признавање па се до признавањето. Се надеваме што поскоро Кинолошкиот сојуз секако ќе биде вклучен во тој проект. Александар, вие сте председател на Интернационална шарпланица асоциација и Кинолошки клуб на шарпланец на Македонија. Сега за вас можеби и најмногу ќе се одвисува прашањето како реагираа словенците со оглед на тоа дека тие се планинска земја, како реагираат на македонските раси, тие се европски љубители на кучиња? Значи, словенците доста има информација за нашата македонска раса, бидејќи биле членка на таа бивша република, каде што шарпланецот бил од таа бивша република. Има познавање, има интерес и онака чисто знаат точно за какво куче станува збор, за тој карактер на што спомна Јордан, дека е тоа домашно куче, дека е заштитник на семејството. Че главната цел на шарпланецот од секогаш било заштитник на стадо, но како што се чува се повеќе во урбани средини, тоа стадо представува фамилијата која го огледува кучето. Значи, исто и тие кучи не се понашаат така. Му се допаѓа нашето студио? Може Љубо да го прошетаме малку на студиото? Може Љубо, да. Сакам да напоменам дека Љубо... Грациозноста на Љубо да ја регистрира, па не мораше до мене. Загреб. Ама ќе го погалиме, Љубо. Види мирен Љубо. Мирен е Љубо. Додека во Словенија се вративме со титула Млада
европски првак, Кибо од Каравиловски, значи помлад брат на Љубо. Така? Да. А Љубо колку години има? 4 години има Љубо. Да, 4 години има. А Владко Каравиловски, Љубо, за 4 години има највисока титула? Да, моментално е актуелен светски шампион. Да. Како е кои се вашите дневни обврски кон Љубо? Дневните обврски се, освен хранењето, прошетки. Работно време. Не, колку е потребно за време. да се прошета, да се одговори на неговите потреби? Значи, прво тој живее слободно, се шета сам, не е затворен, не е врзан на синџир или во кафес. Каде живее, во кој град? Во Прилеп. Да. Тој си е чувар на дворот. Да. А исто така и си влегува и дома, како член од семејството. А инаку, еден сат и пол на ден му е доволно за Исхрана, хигиена, кондиционен чешмање редовно. редовно. Ако се одржува редовно, не треба многу време. 10-15 минути на ден. Изгледа Доволно. многу грациозно влакното, особено се забележува дека се чува по стандарди по кои што треба и да се чува. Да, што наметнува оваа раса? Па оваа раса наметнува, значи нема некои пособени, знаеш како кај луѓето се мисли дека е голема раса, има посебни потреби за храна или за нега, не е така. Значи оваа раса е овчарско куче, овчарските кучиња во принцип, кога се во природниот ареал, со стадото таму нема кој да тие се селектирани да преживуваат со помалку храна. Значи потребите не му се како на другите големи раси. Значи не е за одржување нешто скапо, не е многу изисквателен. Самата природа си го направила кучето да биде за тука. Да. Таа е таа природна селекција која што се прави. Кои се наши автохтони раси? Значи, моментално, ние како автохтони раси можеме да ги земеме шарпанинецот, кој што го делиме заедно со Србија. Тој всушност е под името Југословенски овчарски пес шарпанинец. И таа раса ни е помеѓу Србија и Македонија. Сега работиме на случајот, сега може да видите, ова се инсерти од Европската изложба во Целје. Работиме на случајот со Караманот, значи да биде прва македонска, само македонска раса. Исто така браќата Владко и Маријан Костовски заедно со Илија Каров се виновници за оваа раса. Меѓутоа Владко и Маријан работат исто така и на Паничарот, кој што се надеваме... Тоа е помала, поминијатурна, да кажеме. Таа е помала раса и таа би била, да кажеме, бум за градските, урбаните средини. Затоа што сепак шарпанинецот и караманот се малце поголеми раси, додека ова е мала раса која што може секој да ја чува. Сега имаме уште неколку раси, како што е македонскиот хрт, меѓутоа мијачкото куче, меѓутоа тие чекаат на ред. Така да прв е шарпанинецот, па се надеваме понатака ќе... Шарпанинецот е призната Караманот, се извинувам. Шарпанинецот е призната раса, меѓутоа не е автохтона. Дали може би постои начин, можност да се подели, да биде еден македонскиот, а еден српскиот шарпанинец, или тоа веќе... Кои би биле карактеристиките? Вие веројатно може и да направите некоја карактеристика, некоја кој што од кај нас. Тебе може тука и Александар да моментално, да ни каже. Само да кажам, па Александар ќе продолжи. Моментално политиката, знаеме дека целокупниот живот се сведува кон политиката. Значи политиката на Кинолошкиот сојуз заедно со Српскиот сојуз е на многу високо ниво. Значи ние имаме многу добри релации помеѓу Српскиот Кинолошки сојуз и Македонскиот. Како и на многу други полиња. Така да околу поделбата на Засега расите не би разговарале. Значи останува заедничко. Затоа што имаме доста добра соработка и мислам дека тоа така треба да остане. Добро, така и нека остане. Александар, верувам дека веќе она што го споменав можете вие да ја направите разликата. Кои се некои особини во кои што може да го препознаете македонскиот шарпанец? Значи, генерално во стандардот за шарпанец се опишани кои треба карактеристики да ги има. И не би било благодарно ние да поделиме македонски, српски, босански, хрватски или не знам какви во сите оние земји кои се одгледува. Значи, шарпанинецот е стандардизиран според своите карактеристики. И ова е многу битно да се знае, затоа го поставивме прашање. Значи, многу често се спомнуваат тие табу теми дека србите ни го зеле кучето, дека ние с ним го дали. Значи, тоа нема врска, тие се процедури кои се случиле, се наследило, се разделила бившата република, останало во тие две земји.
Целта на нашиот интернационален шопланец асоциација е ние да ја подобриме расата во сите погледи, во сите точки на подобрување. За таа цел, значи, не можеме ние се слониме само на Македонија, значи исто голема популација има во Србија, во Босна, во Црна Гора, во Словенија, Чешка, Унгарија. Така да нашата цел е сите тие земји да се обединиме во еден клуб каде што една единствена цел е само шопланинецот. Како ние да го подобриме, да ја зголемиме популацијата и како да биде тој да се врати пак во сите дворови, да речам, во оние земји каде што се одгледува како што било пред некои 20-30 години. Сега многу е важно активностите кои што ги правите, нели како сојуз, кинолошкиот сојуз, се активирате и наистина многу ми се допаѓа една иницијатива која што имате, тоа е за едукација на децата која што планирате да реализирате. Кои се активности можеме да ги најавиме? Па вака сега до еве да кажам до крајот на оваа година ние имаме во активностите на Сојузот се вклучуваат најразлични семинари и едукации прво на кинолошки кадар, а после тоа и на обичните граѓани кои се заинтересирани да учествуваат, да земат дел во кинологијата, тоа е изложби, одледување и така натака. Можам да најавам ексклузивно дека Кинолошкиот сојуз работи на заедничка промоција на македонските раси и на расните кучиња во основните и предшколските возрасти, деца од основна и предшколска возраст, каде што мислиме дека е тоа првиот чекор каде што треба децата да се сретнат и да се запознаат со расните кучиња и кучињата воопшто. Што е целта на цела оваа едукација е да се развие свеста кај пред се кај децата, потоа и кај нивните родители и кај повозрастните и всушност тоа да доведе до одговорно сопствеништво, пошто знаеме, поради тоа што знаеме дека имаме доста голем број на кучиња кои што се шетаат бездомни, кои што се шетаат по улиците. Да, тоа е еден проблем во кој што како што изгледа дека не може да го решиме. Така делува. Па видете кога секако кога имате дете мало дома и кога тоа дете ќе почне да ви плаче за некој член од фамилијата, од семејството, вие не можете туку така да го оставите. Да. Значи, ние сакаме да пред се не само љубовта кон животните, туку и одговорното сопствеништво од најмала возраст. Тоа е најбитната работа, прво да се едукацијата на најмладите, со што тие подоцна, кои ќе пораснат и во адолесценти, да не се случуваат вакви работи како што имаме сега моментално. Значи, сакам да напоменам во контекст на ова, ние во престојните години, 3 години, во склоп на Охридската изложба, која е една од најголемите македонски изложби, се надеваме дека ќе продолжи тој тренд да расте таа изложба. Имаме организирано семинари за обука на млади деца за хендик на кучина, каде што цело време доаѓаат инструктори вон Македонија, кој веќе има искуство не само во Европа и во Америка на тие обуки на деца. Со тоа обуката е како да го вода кучето на изложба, но како и да се грижа за кучето, значи груминг, исхрана и такви работи. За прв пат тоа се случи под капа на Кинолошкиот сојуз. Значи, исто има во склоп на таа изложба семинар за исхрана на кучината, каде што викаме нутриционисти, специјалисти од таа област за исхрана на кучината. Значи, не е битно само да му се дава храна, туку на кои детали да се внимава. Да. Се со цел да значи, самиот статут на Светската кинолошка федерација, Кинолошкиот сојуз и сите друштва под Кинолошкиот сојуз е една од целите унапредување и заштита на кучината. Почесто да не бидете гости, за крај може да залае еднаш или не може да го натераме никако? Љубо не лае. Да го чуеме, Љубо. Само кога има ова не е служба на расото, лај само по потреба. Само по потреба. Добро, Љубо, немај да лаеш денеска во студиото. Да додаде само. Нема потреба. Додадам само уште нешто, дека до крајот на месецов, значи на 16 и 17 ноември ќе се одржи мемориал Владимир Крстевски во Куманово, каде што ќе присуствуваат голем дел од балканските шарпланинџи. Исто така би сакал да кажам дека од 6 до 8 декември се одржува нашата најголема изложба во Македонија за сите раси на кучиња. Таа ќе се одржи во Скопје, така да сите кои што се заинтересирани нека не пратат на нашиот сајт. Студиото да најавиме. Може и така. Ете
веќе едно предпочеток, договорени е сме. договорено друго Да, гостување. љубо ги собра сите љубители на кучиња во студиото денеска, но еден благодариме на гостувањето.